На Вибер го уклучуваме председателот на Нуркачкиот центар Амфора, а тоа е Јован Секуловски, кој што не е во Македонија, но сепак одвојува време да со нашите гледачи, оние кои што следат утринска на Телма, се информираме како оваа година помина ово украсување на подводната новогодишна елка. Јован, добро утро. Добро утро до вас и гледачите на нашата програма. Моментално се јавам од Италија, и стојам на располагање за сите информации кои се потребни во врска со китењето на елката. Да, одлична дестинација, Јован, за овие последни денови од старата година, поточно дочекување на новата година, но ние нели акцентот го ставаме на она кое што се случуваше деновиве во Охрид, а тоа е китењето на новогодишната елка под вода, поточно во Охридското езеро, и оваа година учествуваа нуркачи од Нуркачкиот центар Амфора. Па како помина украсувањето оваа година, што е карактеристично кога нели се кити оваа подводна новогодишна елка и колку нуркачи учествуваа? Доста интересно е што ова е веќе 20-та година која традиционално, да, под вода. Нашата мисија со нуркачите е да пратиме една уникатна честитка до граѓаните на Република Македонија и општо до целиот регион. Ова е што е интересно во врска со припремањето на елката е тоа што во вода повеќето работи лептат, па затоа мора да се стави дополнителна тежина, истовремено интересно да изгледа. Сепак да не виси елката на некој начин каде што ќе изгледа смешно. Оваа година имавме помош од волонтерите на Црвен крст и како и секоја година ја посветуваме на децата со ретки болести, нормално со желби за добро здравје, на времена дијагноза, достапност на лекови. Од страна на Нуркачкиот центар се обидуваме во подводниот амбиент да не сме премногу нуркачи, зашто конфигурацијата на дното е доста сензитивна, има одредени места каде за време на припремата може многу да се замати водата и мораме да внимаваме да излезе некој добро видео, ето тоа моментално кое ви е пратено. Има и доста интересни подводни фотографии, така да е доста, целиот процес е доста треба посебна внимателност при припрема на подводна елка. Да, Иве, може да забележиме од видеото кое што нели беше објавено во текот на вчерашниот ден, нуркачите од Амфора со новогодишни, поточно дедомразовски капи, сосема во знакот на новата година, ја украсуваат оваа подводна новогодишна елка, која што е карактеристична за овој период во Охрид и која што е, се разбира, атракција за оние кои што во овој период го посетуваат Охрид, како нашите, така и странските туристи. Тие може да ја видат до крајот на јануари, нели, бидејќи се поставува во музеот на вода. Да, се поставува кај музеот на вода, всушност таму е и Нуркачкиот центар во склоп на музеот. Ни треба некое добро место каде треба да се заштити од сите временски услови, особено од бранови. Затоа е станува таму, е и доста интересно место кога веќе луѓето го посетуваат музеот како уникатна градба. Ете, тука ја ставаме елката, како дополнителна атракција. Меѓутоа исто испомнал дека се додека се посетува таму, се гледаат сите оние лампиони кои ги имаме ставени, сите додатоци на елката, и е доста интересен поглед. И благо би ве поканил да дојдете и вие лично и вашата екипа. Да. Музеот на вода и Нуркачкиот центар. Баш би сакале да го направиме тоа и доколку имаме можност, се разбира дека би го забележале тоа и со нашата камера. Еве едно прашање кое што верувам дека многумина си го поставуваат или би сакале да го чујат одговорот, ако зборуваме за украсување на новогодишна елка, секој од нас тоа го прави во своите домови и притом речиси нема човек кој што не ужива при украсувањето, за кое што не сме временски ограничени, за разлика кога се украсува елката под вода. Па прашањето е колку време е потребно за да се добие ваков еден изглед на новогодишната подводна елка? Па најголемиот проблем е транспортот на елката до одреденото место. Тука сме доста активирани, меѓутоа некаде 70-80% од припремата ја правиме на суво, на земја, така да таа треба добро да стои прицврстена за дното,
најголемиот проблем ни е дното на елката, пошто таа треба да биде доста стабилна. Кога ја особено кога ја пренесуваме, така да во тој случај во вода ни останува ни преостанува доста мали корекции да направиме за да наместиме баш на лице место. Покрај одредени тежини кои редиме на лампионите, мора и лампионите да бидат добро прицврстени и да има дополнителни мали отвори преку кои вода ќе влезе во нив за да ја завзема тоа на правилна форма која треба да има. Меѓутоа, се додека има одредена количина на воздух во нив, се до тој момент тие лебдат према површина. Така да најголемиот проблем, односно најголемиот предизвик е самиот транспорт на елката, а веќе поголемиот дел се припрема на судно. Така, и да бидете сигурни дека илката ќе биде таму до крајот на јануари, така? Дека нема да се случи нешто несакано, речеме може уште малку инсертите од китењето на новогодишната илка, а ние во продолжение покрај ова кое што нели го зборуваме, а е традиционално и заслужува внимание и како што рековме атракција за секој од нас, особено за туристите кои што доаѓаат и од надвор, го сакаат Охрид како град кој што е привлечен во било кој период од годината, па и за Нова година ќе имаат можност да уживаат во сето ова. Исто така и Нуркачкиот центар Амфора е активен, да речеме, во текот на целата година, па и во овој зимски период. Амфора е познат по бројни еколошки акции за чистење на Охридското езеро, тука сте и подводните археолошки научни истражувања и сето она кое што го карактеризира овој Нуркачки центар и оние нуркачи кои што исто работат на сето ова. Можеме во контекст на ова вклучување да ги споменеме и еколошките акции за чистење на Охридско езеро, кои што се потребни, да речеме неопходни и без таквиот начин или ангажман на нуркачите, веројатно би имало многу отпад. Да, се разбира. До одреден период веќе ги броевме колку еколошки акции, а меѓутоа веќе во овој момент не можеме да ги доброиме колку ги имаме изведено, колку успешно ги имаме изведено. Охридското езеро како континентална вода, како континентален систем со ендемични видови кои ги има тука само од самото постоење на езерото, треба да сме многу внимателни како пристапуваме, особено да го презервираме тој екосистем, односно флора и фауна. За обичен лаик, луѓето обично не разбираат што се случува под езерото, така да ние нуркачите под површината на езерото, така да ние нуркачите најдобро ја знаеме состојбата која е во Охридското езеро. Најмногу таа се загадува од вливот на реките, кој надледува, тоа е најголемиот проблем. До сега, преку сите акции кои сме ги извеле, една поголема која изведовме пред околу година и полгодина, така некако, ја нарековме Охрид Еко. Беа вклучени над 60 нуркачи на повеќе локации, извадени секакви видови на цврст отпад од дното на езерото. Нормално имавме голема поддршка од Скопска пивара, што се однесува за сите овие, за нивниот план за заштита на Охридското езеро. И сите нуркачи, дали е за обично нуркање, дали е за обука или било која тематика, сите од нас имаат по една вреќа и така да на секое нуркање ние посекако мала количина која е удобна за носење во текот на тоа нуркање, мала количина на отпад веќе земаме со нас на секој нуркање. Што се однесува за погабаритните и поголемите, погломазните видови отпад, тие само ги лоцираме на одредена локација и веќе кога ќе собереме одредени податоци, информации за каде се наоѓаат и што е потребно за нив да се извади, во тој момент веќе активираме поголема екипа. Да, тука ги споменеме и оние екодокументарни филмови и туристичката промоција на Охрид за оние кои што веројатно и туристите кога доаѓаат и кога ве
контактираат или кога се сретнуваат со нуркачите од Амфора и можеби сакаат да уживаат во една тура за нуркање, а исто така и веројатно ги интересира за сето она кое што можеби е најдено како дел од оние подводни археолошки и научни истражувања. Ако зборуваме за плановите на Нуркачкиот центар за следната година, веројатно веќе полека се прават плановите и активностите кои што ги имате тековно, впрочем, како и секоја година. Точно, како и секоја година веќе планот е одамна направен. Јас се сеќавам ве поканав да дојдете кај Музеот на вода, но сега ќе ве поканам и на едно нуркање во текот на летната сезона. Охридското езеро за многумина и особено за поголемиот дел од нашата држава не знаат точно што се случува внатре. Можете да видите на нашите профили и на Инстаграм и на Фејсбук, каде имаме доста материјал. И верувајте, е многу интересен дел за нуркање, особено кај Музеот на вода, на плоча Миќовград. Таму имате доста интересни археолошки пронајдоци од бронзено и железно доба, фрагменти, керамика, кремени ножиња, оригиналните колци во вода и доста интересни други пропратни работи кои доаѓаат со самото нуркање. Буквално не е потребно да сте некој вешт пливач или нешто посебно да знаете за нуркањето. Едноставно ќе дојдете и ќе бидете обучени од нашите инструктори, за до 15 на 20 на минути брза обука со комплетна опрема и придружба на инструктор. Многу едноставно се може да нурка буквално секој од 7 до 77 години. Тука би ја спомнал и нашиот дел во Охрид Water Festival, кој го правев минатото лето. Имавме базен наменет за деца ексклузивно од 8 години нагоре. Што значи тие се строго контролирани услови. Многу од нив сака и во Охридското езеро да продолжиме со нуркање, меѓутоа во рамките на Охрид Water Festival веќе имавме организирано базен, имавме над 120 дечиња кои не посетија. Нормално тоа беше бесплатно за сите кои сакаа малце да пробаат да видат што се случува во подводниот свет. Така е, значи заинтересираност постои, се разбира желбата е тука, и сите оние кои што ќе сакаат да пробаат може тоа да го искусат под контрола или нели од сите оние инструкции кои што ги даваат нуркачите. Јоан, благодарам за ова вклучување токму од Италија, да може да нели позборуваме едно кратко интервју за ова традиционално украсување на подводната новогодишна илка во Охридското езеро, а веќе следната година ќе ве очекуваме и во студиото да може да позборуваме и за вашите други активности, па да видиме и повеќе видеоматеријали за тоа како изгледа во Охридското езеро кога се нурка и кога се ужива во тој подводен свет. Ви посакувам пријатни празници и до слушање или до гледање следната 2024 година.